Пропа играме 3 кола, ги проаѓаме, се паѓаме со Лацио. Куп УЕФА. Лацио тогаш беше прв официјален надпревар им беше на Лацио, Клосе, Джибрил Сисе, Хернанес беше, Ледезма беше капитен, Душан Баста, Така беше и он, не. значи беше тоа баш еден дрим тим собра за сезоната што след 50.000 народ имаше на Олимпико, баш првата утакмица да ја гледат грмеш од сите страни, тоа беше страшно. Еуфорија страшна, прв пат така да се осетиш како фудбалер, ја дете, 18-19 години, да. Да, имаме таму народ еден куп, автограми, шо ја ти кажам, делење. Ја болем по фудбал, буквално болем по фудбал, сите утакмици све живо и диво, знаеш, сите стадиони ги знам на памет, излегаш прв пат на Олимпико сказано што тренинг, имавме вечерта пред матч. Чекај го се облекувалата, си Лацио ето. Лудница, веќе ти Што е? кажам какви ситуации имаше после такмицата, значи таму Здраво и добродојдовте на уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот подкаст во партнерство со FitGuru, сервисот кој што ви носи убави, здрави оброци за да вие да нема мислите секој ден дома. Исто така голема благодарност и до Best Way Solutions, CrossFit Скопје, вас гледачите и слушателите. Фала ви на сите и за коментари, и за фидбек и што не гледате. Ја одржувате приказнава. А приказнава е многу интересна, до толку што ете уште еден, јас краток брифинг имавме со денешниот гостин, ја веќе едва чекам, ама ќе му оставам на жаре да си даде он кратко најава кој имаме денес со студио. Прва БИЦ 10 код за попус. Леле, да. Да, браво. Кој е заинтересиран на fitguru.mk, сајтот има менија, има разни пакети. Ако се решите, постои код BNC10 за 10% попус. Ке се појави Кирил Трајковски, мој добар другар, пријател, поново нели на 30 сме сега пријатели, не се. Како фудбалер што се враќаше од повреда, почна да се сакаше да се спреми да се врати, така се упознавме ствари преку CrossFit пак, али многу одамна, 2014 или 15. И пред некој ден ми се јавува Кире, ти веќе ти текне име клуб фудбалски, сакам да отворам. Кажи некој име добро. Добро. И му викам кога ќе отварате на крај на март. Ај викам да доеш да збориш за тоа кога ќе дое крај на март. Викам му емисија и пуште и лого, име не му најдов јас. Ево, Кире, ќе ни објасни малце поише денес за што станува збор, ама брат, нема јас ги гледам Вардар по река, Брегалница по река, Треска Да, по баш, река, баш, ФК баш. Скопје постои. Само Прилеп Победа е име Победа. Тоа Како сакам, да, што не е нешто брзо. Затоа ти Епа, се Кире, јави. Текна на ФК welcome. Водно, Баш така. ама ете ти. Вака, значи ја и затоа му се јавив на жаре, пошто зашто и да има се консултирам. Не, со него баш ми е онака ептен. Другари, тоа викам еден од омилените ликови што сум ги запознал. Му се јавувам на жаре, му викам, кажува имец, отвара клуб. Он знае, си кажа некој имиња, она, јас сепак со колега пак се консултирав. Со Саша се консултиравме, вика, бе брат, слушај, има Вардар, има Брегалница. Све се по реки, човече. Све се по реки. Треска има. Дај нешто, вика. Брегалница. Дај нешто, вика. прв пат ми влага Баш, овака Ајде пробај информација. најди. А ја ми Да, текне на англиски, Работнички. извини. Манчестер Юнайтед, Манчестер обединет. Юнайтед исто, јас исто Манчестер Сити, гледам. Манчестер град. Челси, Арсенал живиш има некоја Баш, креативно, баш, знаеш. Имаме така. ли сега име? Баш. Имаме. ФК Водно Скопје. По Милената ФК Скопска. Водно Да, Скопје, по Милината да, Скопска. браво. Саше, реално Саше беше тој, вика дај ФК Водно Скопје, као ти се свига, ајде ја имав некои фудбал фактори. Абе, веќе Имаше некои ствари таму што веќе стварно се видени, што ја мислам дека одбележува Оригинал, убаво, да, се оригинал, одбележува да, градот и тоа е тоа. Ми текне Ќе мене почнуваме ФК со Водно, ама Водно. Немало до сега. Не. Па Не ми нема, текне имаше фудбал он живе според на имаше Зрниче некои, Водно. имаше ништо баскет, имаше некои Водно Санс. да, Ама нешто пак такво, се, да, уште да, постои али Водно сега баскет. ова- Сега се Водно Санс Партизано не си терат. Сега ова мислам дека се немало Топ. ќе видиме. Мислам дека е окей, да. И логото мислам дека се погоди Бомба. баш. Звони. Значи ова е официјално веќе. Ова е Регистрирани сте. официјално регистрирана фирма, денеска баш регистрирана фирма. Ајде, Ајде, честито. Фала многу. Така да
Тоа е тоа, сега ќе видиме како од 1 април негде ни се уписите. Цел април го водиме како уписи, па Добро. ќе видиме како што, ќе почнува да се штампаат мајци, почнуваат стикери, почнуваат шуда, свашта флаери, по Терен школи да се најдовте ли? пушта. Терен најдовме. Терен ќе ни биде база ќе ни биде Димитар Милодинов. Значи тоа е Карши Браќа Риба, кој не знае, да, Карши бившо, Сојл. бившо, така, бившо Центар, по Браќа центар Риба. здрави. Тука сме, тоа е Зелен ќе биде пазар. конструкција, моментално има балон. Моментално има балон, али ќе се трга балон, ќе се преконструкција за да Да. може да може да Таму си заврши тераш, да има основно, воздух. Тоа не е големо игралиште. Тоа е Не, мало димензија, да, мало, Да. али почнуваме со најмали генерации. малите генерации, Буквално мислам ќе дека на почнуваме малите- со Да. најмали генерации. Рече почињаат уписи. Одма некои возрастни категории. Па ќе гледаме негде од 6 години, ради тоа што од искуството што го имам, 5 години е многу мало. Ради Мало, тоа што нема концентрација буквално. Значи ти му го пушташ фудбалот, ја пушташ топката, он трга по таа топка, фрла од друга страна топка, он трга на таа топка, знаеш. Нема фокус. 6 години мислам дека е таман до кај 12 години. И сега нас поентата битна ни е за да ги опуштиме родителиве. Знаеш, пошто сега се дешаваат многу ствари со клубови, со школија, го тренира он. Он значи го тренира и сега доаѓа период кај 12-13 години кај што треба да го напушти, секој се сака нормално нели иду по големи клубови, тоа се сепак школи. Кадети, фудбалски јуниори да кадети, да иде. Кога ќе дојде тој момент, им бараат дали пари, дали За да било играат? што, за да му даде документи за он може да ја напушти школата буквално. Како исписница. Како тоа- исписница. Е сега доаѓа, гледај се Не, каква тоа мене ми се луда деси работа. у седмо Да, разред. каква знам, луда човече. работа е тоа сега. Ти немаш ни договор никаков, ни стипендиски, ни буквално никаков договор. Да, Немаш, си плаќаш членарина. а плаќаш, треба да си плаќаш членарина секој месец, Се а е треба да регуларно. платиш тренинг компензација на крај. А ти си плаќаш што го користиш теренот, си плаќаш реквизити, буквално све што користиш. И Абе, доаѓа се апсурдно момент искрено. кај апсурдно буквално. Е сега ние сакаме да ги лабавиме, тоа ми е поентата да кажам дека Стар дека сакаме нема да ги да барат. лабавиме, дека да, ние ќе се соработуваме со други клубови. Зашто да не, работнички Вардар, немам некој комплекс никаков буквално. Стигаш до тој период кај што веќе на 12 години детето треба да иде напред, слободно взимаш документи, тоа е тоа. Јас се трудам и давам максимум, кој што кажавме, опседнат сум со тоа да он има правилен развој до тој степен кај што веќе ти слободно ќе можеш да му даеш. Сега за сега зборувам. Ама Сега и за утре сега ќе можеш да му бидете даеш вие школата буквално. што ќе ги вади деца за Нормално, Вардар и така, работнички да. да знаат кој И мене така. Тоа тоа ми сакам, дое. соработка, Следен вадење чекор, за нив последен деца, чекор. тоа е тоа. Тоа ми е поентата да сите бидат сигурни дека ние тоа што го правиме правилно и моментот кога веќе ќе треба да си тргне се сака возот. да си иде натаму. Тоа е тоа. Слободно терај, уживај, најди си ја среќата и така. Види зашто вие меѓу време да не бидете тој тип на клубови. што- Нормално. Да, јас викам на старт. Значи на старт збориме дај Боже, ја понатака, нели сепак треба за време. таков клуб ти треба таков терен голем за Ти да треба тренирате голем утре, терен, така мене ми се тоа е. понуди одма, имам доста пријатели. Е, па, Со добро фудбалот е, ми се па, понуди добро е. одма, кога сакаш, буквално стигаш до некој период таму, зимај го, имаш теренов слободно, терај си, уживај. Тоа е тоа. Браво. Па сега, Кире, ќе треба да објасниш зашто родителите да ти ги доверат децата кај тебе, оти очигледно има причина зашто си се решил за вакво Да. нешто, си доаѓаш со одредено резиме позади тебе фудбалерско. Така. И ја мора признам на кратко само што ми пораскажа пред да почнеме, одма се возбудив дека ти си вистински професионален фудбалер си бил. Да. Како, зашто, која е твојата фудбалска приказна? Вака. Значи првично беше, знаеш, од малски на игралишта без престан топка Шуто дупе. у рака, да, без престан, тоа беше, значи шуто дупе, да. Од таму почиња све. Викторија и шуто дупе, Не, да, секој буквално фудбалски сон во Македонија. без престан, без престан Сервис, фудбалот у рака, без престан, само тоа, најбитно само тоа, ништо друго не постоеше. Се отвори тога, знам, се отвори Скопје фудбалски, не, тој си постоеше фудбалски клуб Скопје, у автокоманда. Тогаш го зема Орка Скопје. Орка, Орка памтам. Скопје, да, тогаш го зема, се викаше Орка Орка. Скопје, да, Орка Скопје. Се збореше дека ќе се вложува многу млади категории. Прво тоа, татко ми вика идеме таму ако сакаш, викам сакам, зашто не. Тргнавме таму 9-10 години имав, кога Аха. тргнав. Да, почнав таму година и пол ми требаше за да дојде на работнички тренер од дома, кај мене баш, да. На работнички тренер млади категории си дојде кај мене дома, сакаш ли, викате, гледавме неколку пати, дали сакаш, викам. Тоа идам у работнички беше баш А он доаѓа со цел скаутинг? Дома, не. Он си дојде Тренер сам, на научил младенци. кај живам, на младенци си доаѓа дома
Кај моите влага, здраво, јас сум тој, ние те знаеме. Тоа веќе, викам, доаѓа со цел за со да те цел за- регрутира ваму. Да, детево да ми го даде. Да ми го дајате детево. Он си правеше, си собираше некоја селекција од најдобри деца у Македонија. Баш работнички тогаш беше име, мислам и сега име и презиме баш у македонскиот Плюс фудбал. беше сега, екот, како Плюс беше почнуваше екот, Кометал беше Кометал како Тогаш почнуваше. беше Трифун и Кометал беше Паралелно. Што ти кажам, да. Работнички Кометал. Дојде сакаш ли сакам, отидов таму. Сега таму веројатно ги имав и најубавите фудбалски години. Знаеш и Тие кадети веќе како му доаѓа тоа? Кои да, категории? пионери, кадети, младинци доаѓа. Тие ги истерав сите тие таму генерации, нели бев ме зема баш тогаш и за 17 репрезентација, ме зема после до 19 и сега пак може и други ќе кажат баш нели од која се откажав, важев за еден од најталентираните играчи, Важеше да, како не. баш важев за еден од најталентираните таа генерација. Збориме. Како Тиери Анри беше Кир. Под Ако го како памтите. си го не U19. Да, младинска- U19 до U17 и U19 бев у репрезентација. Јасно. После тоа се деси она хорор повреда и после тоа веќе све почна надоле. Извини, пред повредата? веќе си прва лига Веќе работнички. сум прва лига у На работнички, веќе 17 години? Не, сега вака ќе ти кажам, тоа баш со Рики. Рики не ме гледаше. Првата утакмица изиграв на неполни 15 години за работнички. Значи, На прв тим? За прв тим. Што збоја, не го знаем. На прва На лига. Прва, да, прв тим, Крки прв со- тим, тогаш ме зема на припреми и играв првата утакмица што изиграв, памтам, беше на неполни 15 години. Значи тоа Флагашко сега не знам, резерва не или знам, оделение, да, прва да, средно, да, која да. беше? Не Тогаш бев старт у на прва, 11. не. Ме пуштаа само. Ме А, пуштаа, така. да. Ме пуштаа игра 5-10 минути, али пак Пак се се пак пак да, тоа пак беше, средно. години, да, бе, ти не си 15 години, дораснат. Да. Баш така. Сега останав таму, нели, у работнички. Која беше После со Лацио? Работнички ме земаа веќе на, мислам, Европа игравме на, ја имав 19 години, 18-19 години. Пред срањево да се деси. Играв, да, пред тоа си играше со Ливерпул. Тренирав, мислам, нели, најнормално Се си сеќавам, тренирав да. со работнички у прва екипа си бев и тогаш, нели. Годината пред Лацио играа со Ливерпул. Да, со Ливерпул. Ливерпул бев само како у состав земе, знаеш, на трибина да, седиш, јасно. али не си на клуб. Не си на клуб. А, Не си на клуб, аха. да. У тие 24 играчи што се пријавуваат си, али не си у 15, не си на 18, клуп, колку е да, на да, клуб? до 18 се на клуб. После тоа веќе нели нормално искуство си доаѓа, повеќе тренинг си, мислам повеќе си со растеш група да таму физички. растеш физички. После тоа стига Европа си игра квалификации. За Европа играме 3 кола ги проаѓаме. Знам дека беше утакмица со Анартози си играше и тепаме таму 2-0. Дома они водат 2-0, 90 минут даваме гол, 2-1 проаѓаме. Се паѓаме со Лацио. Ја мора да повторам. Значи збориме за квалификации за Лига на шампиони, Европа. Лига Европа. Лига Европа. Лига Лига Европа. Европа. Лига Куба Европа, што Лига- беше порано. да. Куп УЕФА. Порано Добро. беше Лига Европа се вика. Исти. The highest of highest levels. Да, второ по нај. Баш. И Лига шампиони играта е е прва. со Лацио. Да. Играме со Лацио, прва утакмица се игра на Олимпико. Во Рим. Ја тоа И тоа мислам, кажи која генерација на Лацио. Лацио За тогаш тесна. беше прв официјален надпревар им беше на Лацио, прв официјален надпревар, нели пошто предсезонски е тоа квалификации за Лига Европа. Значи таму ги подпиша тој период ги подпиша Клосе, Джибрил Сисе, Хернанес беше. Джибрил си се беше. Да, Што е, Хернанес беше, Ледесма. Ледесма беше капитен. Баш беше онака Dream Team Оној собрано Душан од, Баста играше тогаш? Душан од Звезда? Баста, Душан Баста, Така да, беше и он, ле. значи беше тоа баш еден Dream Team собра за сезоната што следи, знаеш. Тоа беше 50.000 народ имаше на Олимпико, баш првата утакмица да ја гледат грмеш од сите страни, значи тоа беше страшно. Еуфорија страшна, значи не само што тоа викам само што стигнавме ние од авион прв пат така да се осетиш како фудбалер, ја дете, можам да замислам на овие постариве веќе што толку време са што него доживеале, ти како дете викаш ова е сасвим нормално. Разбираш, да. вака ќе биде цел вака ќе живот. биде веројатно цело време. да. 19. Цел живот, 19, 18-19 години, да. Стигаме таму, нели не зимаат од аеродром,
не носат со автобуси, коли до нас, како што иде со автобусот, коли до нас со камера излага од овакво те снима, се чудиш, не знаеш што е работа, излагаме пред хотел. Ние ли сме Лацио? Ние ли сме тоа, викам, излагаме пред хотел, деца собрани за автограм, даваме автограми, не сликаат. Леле. Абе чудо, тој хотелот беше баш на лотитата, нели, газдава на Лацио, него беше хотелот. Они знаат сите кај ги сместуваат, нели, кај ги сместуваат екипи што играат против Лацио. Да, имаме таму народ еден куп, автограми, што да ти кажам, делење, баш онака се осеќаш како звезда, буквална смисла на зборот. Да. Ја го доживувам Прв тренинг, да, прв тренинг, знаеш, ти цело време што си ги гледал, ја болем по фудбал, буквално болем по фудбал, сите утакмици све живо и диво, знаеш, сите стадиони ги знам на памет, излагаш прв пат на Олимпикот тренинг, имавме вечерта пред надпревар. Значи, нели мораш да одработиш еден тренинг, да, на стадионот да го видиш што како. Влагаме еден тренинг, да, баш. Влагаме еден тренинг. Не, градски, Не, да, баш. Влагаме на тренинг, истеравме тренинг другиот ден. Чекај го со облекувалната, си Лацио е тука. Лудница, веќе ти кажам какви ситуации имаше после такмицата. Значи таму со облекувалната беше, немаше онака, знаеш, вратите беа као ходниче, вака отворени вратите се гледаат. Значи од тука ние ги гледаме нив. Буквално и сега си се разминувате вие тука. Си се со клосе. Да, си има овошје, си има суплементи, еден куп. Чекај, збориш у гардероби доле? Да, у гардеробите доле. Буквално, значи, они имаат тренинг, ние вечерта пред утакмица, они имаат тренинг, ние имаме тренинг после, ни си ги гледаш. Да, нормално како ти се поздравува све најлабаво. Си се и ти се облекуваме. Да. Прв стрелец историја на светски. Да, на светски првенства, да. За мене, мислам, еден од омилените мои шпици играчи, тоа страшно, нешто страшен осет за гол. Отиде нешто за познанства. Па, да, ја сменив дрес со Ледесма. Тогаш капитенин беше Ледесма, сменив со него дрес. Ама тоа се деси у Скопје. Назад кога бевме, да. Таму 1-0 беше нешто? Не, или таму 4-0, 6-0. 6 беше, 1-0 беше, у Скопје си се даде. 3-1, не, тука 3-1, тепа, да. Ама и си се даде гол, нешто памтам. Како? Жибрил си се даде крк на еден. Жибрил се таму, да, не утепата, страшно нешто. Значи, да, играчи што збориме за играчи. За тоа ќе збориме, остај за резултат. И со облекувална? Со облекувална лудница. Многу интересен момент беше, знаеш што? Стигаме ни викаат тие пошто имаше нели допинг контроли, обавезно имаш таму допинг контрола. Стигаме таму, викаа бе дали да ни даете вика евиденција што користите како примате, знаеш. Океј, сега докторија наши зимаат лист. Зима лист, пишуе 3-4 суплементи таму, не знам, протеин. Глупост, знаеш, ги остава. Дава на Лацио докторот. Ти не знаеш. Фул, што све се прима. Фул, што цел лист напишан од згора до доле. Што све они примаат као суплементи. Ама као демек легално. Легално се, легално, да. Не бе демек на витамини, да, таму си има, ама таму е лудо. Пријавил го јадеш. Да. Ама не можеш да пријавиш. Не можеш нелегално. Бенд банирана. Не. Значи што си има таму на пример, има некои суплементи што на пример до 2016 можеш да ги користиш. Од 2016 веќе не можеш. Сега мора цело време да прати ситуација. Тоа и во атлетика го имаш. Еднаш за Шкендија ќе му го избрале на вакво, што пијам креатини беца вика. Да. Ако го пишам ќе ме фатат ле. Бркај работа таму вика мај да оди таму. Тоа и атлетика го имаше. Многу вака луѓе кои ќе слушнат допинг и мислат тоа црно-бело е. Не, ти кој си на тој левел, буквално може да ти се деси, денес е окей да го пиеш, утре донеле одлука, го ставиле на список, ти една... Толку го јадеш. Тоа драстични казни, страшно нешто. И од соблекувална идете на тренингот, го згазнувате. Го згазнуваме теренот, да, лудница не ни сиде, што ти не знаеш што беше директорот се соблако копачки, он ќе тренирал. Страшно, да. Абе нема, знаеш, доживљај баш за сите беше. Ќе ти се најде шанса еднаш. Да, баш. Доаѓаме после следниот ден такмица си играше, нели, у такмицата, што ја пошто бев на клупа, нели, бев стартер. Ама не си ни на трибина, сега си више маса. Има шанса да влезе, доле има шанса, да. Лудница, значи таква атмосфера за доживее се, нели, пак ти викам, нешто беше многу добар момент што нив им беше прва официјална утакмица. Сите доаѓаат да ги гледаат новите звезди, буквално нови звезди доаѓаат, Колосе доаѓа си се буквално, значи што правиме муаве. Да, и они да си се уиграат нормално. Се уигра и тоа е тоа. Се уиграа. Баш се уиграа со нас. Убаво сте ги уиграле. Така, да. Да не случајно памтиш таа година до кај догура Лацио?
не знам дали беа трети, мислам дека беа Машала. трети или четврти, ама Добра селекција им беше. И беше тоа да, едно Не од те убација најдобрата 5 минути. И влезе на Олимпико? На Олимпико не влегов у Скопје играв. У Скопје играв. У Скопје од старт влезе? Реваншот не го играв 35 минути негде, само што почна второ полувреме. Ужива. На стаја, да, играв. Баш тука гледаш на трибини се дерата, трибини имаше фан клуб на Лацио другари, што се за Лацио, таму се дерат. Знаеш, баш беше интересно. Стварно добар доживљај. Добар доживљај беше работнички. И после тоа се дешава срањето колку брзо? После тоа ми стига добра понуда од Металург. Металург беше Минчо Јорданов. Минчо Јорданов беше финансиски најмоќен клуб у Македонија. Таму ли беа Крки, да, Рики? таму беше Бажи Илиевски. Бажи Илиевски. Да, после дојде, да и Рики беше заедно. Така отидов после у Металург, бев некој период у Металург, со тоа што ми беше што на старт кажано. Значи, на старт ми беше кажано, вика, значи ние те зијаме за да ни заиграш наредни години тука, меѓутоа моментално го има Бажи Илиевски. Бажи Илиевски Да. беше најдобар, мислам, имаше Најдобар 30 на стрелец. години и беше најдобар стрелец у првенство. И он Вика, стално ќе ќе даеше идеш на голо и остапница, Азија, ќе оди ќе се врати, ќе ќе даде идеш на Азија. остапница, вика, вика, дали сакаш, вика, или па да останеш тука да седиш на клупа, Се или па да бориш за играш место. нормално, вика, дека викам да играм. Сакам да играм, па ќе се вратам, не ќе да седам на клупа сега на овие години. Супер. Кидаш у Тетекс, дали ти одговара? Тетекс беше прва лига. У Тетова. Ама ќе играш утакмици. Ќе играш имаш утакмици минутаж. нормално. Ова, да, извини, да. работнички преговара со нив како одстапница. Не, Не, Металург ме откупува. А не, Металург откупуваме те да, ме откупува, а откупува они сега Металург. те позајмуваат. Овие ме мислам ме праќи одма уште првиот ден, јасно ми е све, они ми кажуваат уште пред да Ќе не те земат. купиме, Идеш, ама? да, ќе те купиме, идеш таму, да играш, да собереш искуство, да играш прва лига без престан, значи, да Јасно, играш, јасно, јасно. и после се враќаш, да, после се враќаш. Тука си више 20 на години. Тука веќе 20, да, веќе полни 20. Колку сезони си веќе ти у прва лига? Од 15? Да, од 15, да, од 15 ги Тоа не е само 20 прва лига, години кога ти си да си дете, из- знаеш што има? Игра за 15, игра до 17, Да, игра до да, 19, да, игра игра прва, сите, и 4 да, да. селекции ќе игра. Да. Гледај, чекај, ќе заборам пред да преминеме дале. Сега ме подсети 15 години. Ти си у школа за тоа време. Да. Како си професионален фудбалер, а во школа, и знаеш што ме интересира, дали е некако регулирано? Има со Знаеш како беше, да, тоа беше Сега да, има воредно, и спортски да, школи, сега тога има. во него време. Немаше тогаш, да. Како го Седнавме издействува? од клуб, имаше еден човек и татко ми отиде у школа. Дали Па, одговара, Другачи немаш. дали одговара сакаме да остане тука, да не иде вонредно, дали е Аха. некаков проблем заради тренинзи, да се пушта заради активности, било какви. Многу фери спадна. Кој е средно? Океј, у гимназија хемиско. Хемичарите. И си се Да. договоривте, значи некако... Си се договоривме, да, многу океј испадна, значи стварно према мене. Што сакаш, вика, тера, поштуваме спортисти, поштуваме. Павле. И Живе што Павле, го- баш. Како во пракса изгледаше тоа? Искачаше често, Да, пола си кажав, си часови? знаеше класната, си знаеш. Дека Ти вие кажуваш, тренирате два да, пути да, на да. ден, И кажуваш, вика, им излагам, тоа е тоа. Да, Добро, после нема никаков Касилјас проблем, имаше се бе знае, таква да. анекдота како за Порто, кога викнал на 16-17. Баш. Излага мајка му, вика, те вика, треба да патуваш во Реал Мадрид во Португалија, вика, те земаа за прв тип. Аби човек, мене Оно средно. школски ми е, значи седевме заедно со Огнен Па Стојановски. и он ли така функционира? На Дамјан и Војдан, ама мене тогаш кога бев не ми текнало да прашам, ама он Да. цела четврта средно кода го немаше у школа. За U17 иде за репрезентација, идат у Италија, идат надпревари, Огнен го нема, Огнен нормално кошаркар го спремаат и он. Ама и после 20 години на подкаст го прашувам истово прашање. Добре, чикам ти у средно што правеше у четврта? Да. У ствари вака. Исто Договор на со трчање школа. натаму на цело време натаму на. Океј, Тетекс? битно немаше проблем, немаше нешто. Океј, Не, све си искочи беше тука. коректно од нивна страна, баш коректно, онака кога сакав излагав. Ти си Тоа е беше тоа, про. Да, супер си беше. Све ти викам школото, баш тоа им зборам ја на сите. Чудна работа како и толку ми дозволија така да. Е, сега, Иде, дали идеш, смееш да кажеш, од кога почнуваш, од ти про се знаеш што е про? Договор пари. Да. А ти си малолетен. Првиот договор, како да. изгледа тоа? Првиот договор ми беше на 18 години. У работнички, после тоа само што го потпишав, не знам колку време се точно, не ти излажам помина, ме откупија
Металург. Месеци? Да. Металург ме откупи со подобар договор, тоа е тоа. Значи тоа е Океј, више договор млади, платен, ти све си нај тоа е нормално, тоа. си Ама кога си професија. дете како изгледа Професија, тоа? стипендиски договор имав. Стипендиски, Стипендиски договор, да. Океј. Стипендиски договор си имаше. Јасно. После тоа викам металург, отидов у Тетекс и у Тетекс веќе четврто коло хор повреда. Тоа е. Да, Ајде. тоа е уствари Што се дешава? прелома се деси. Си играше Тетекс Пелистер, си играш у Тетово. Ја имав 4 утакмици си игра, имав 8 гола дајана. Тогаш, да. Значи како и да земам топката, да, значи како и да земам топката, само тргаме, баш збориме и со играчи што бев тогаш. Како и да земам топката, кај да тргам ја ги претрчувам, буквално. Што и да сакам, нема како да Генерација се фудбалери го зборат Кире како Подсети ме позиција Лео убесни. Грило, напаѓач. полушпиц, шпиц, Роналдо. да. Ама напад. Да, Не си да. Не, мид левел, не да, си да. бек. Така беше. напред тројката. Сега тоа се дешава со Пелистер, играме утакмица, сега малце фудбалски ќе ти објаснам како што Те се молам. случува. Да, што се случува. Бевме два шпица моментално, игравме два шпица. Значи 4-4-2 се играше формација. Ние два шпица напред. Едниот од штоперите нивни на Пелистер ја греши топката. Ја греши, на пример, ја играв поляво, тој десно другиот шпиц, ја греши штоперот топката, шпицов му ја зимам и ја дава на мене. Јас само форси поведувам фудбалски пак збор. Форси поведувам, врнеш и стураше тогаш у Тетово. Треба, што ти кажам, се лизга, не знаеш како. Да, се лизга, не знаеш како. Јас ја поведувам топката и излагам сам 1-1 со голман. Како што излагам, овоја греши, нели, нивниот штопери сега пошто ја греши, гол ќе падне. Тргам јас на гол, 1-1 ситуација со голман, на стајна нога, значи десната нога ми е стајна, лева дигам, он на стајната ми влага со две нозе. Ми влага тука со две нозе под колено. Значи таква болка ја у животот не сум осетил никогаш. На дзеваница, на коска. Да, Под баш под колено ми влага, да. Отворена копачка. Со две нозе. И сега, значи, знаеш, вака први мислам дека ми е скршена ногата, буквално ја фаќам целаницата тука дали е скршено. Доктори влагаат, ме допира, вика, бе, ништо не ти е, вика, не е скршена нога. Ама викам, шанса нема. Значи, теоретска шанса, ја значи, оваа болка никогаш не сум ја доживел, нема шанса, викам, ова и тоа на неколку места, викам, 100% е скршена. Не, ајде да видиме, тоа беше 44-та, 5-та минута, прво полувреме, или завршува полувремето и едам со облекувална. И станувам полекаме носат, станувам со облекувална, знаеш, седнам, викам, абе, како викам да ме пушти малце, викам да се вратам да играм, знаеш. Ај. Да се вратам да играм. Да, добро, викам, абе, вака, викам, сега не осеќам толку како што беше, викам, веројатно можам, знаеш. Само што згазнав на терен, како сон може да ме пресекува. Тоа да ти биле скинати сите лигаменти што постојат во коленото. Клапаше ногата, знаеш. Од тука Рики, татко му на Рики Симо, со кола директно у Скопје, идам, тоа беше недела, отидов сабота, недела, седам дома, понеделник вика, да идеш, треба ми договараат, нели, преглед, само што ме гледаат докторов, нели, тоа треба магнетна резонанса, се прави, вика, немаш ти потреба од ништо, овде е све масакрно. Ето. И? После тоа, знаеш, после тоа ми вика, нема потреба од магнетна, одма влагаме у сала, одма на нож, операција, одма правење. Ми ги шија, нели, лигаментите, сите страни, тоа беше, баш ти викам, од менискус и лигаменти, рескавици, оштетени, тоа беше болно, што ти кажам, рескавиците, лудница, колку боли. Правев операција, и битен момент е, што у Металург кога бев, сега да не именувам, нели, да не кажам имиња, ми се моментално најпознатиот менаџер што е у Македонија. Значи, јас пред да ја направам, кога бев у Тетекс, ми се најпознатиот, моментално на најдобрите играчи што е у Македонија, сега што ги гледаме по светот, менаџерот ми се дали сакам соработка. Пред да се деси. Пред да се деси, нормално. Ако ми верувате дека ми звонеше по 3 пати дневно са бајле поручек навечер, си заслушавме онака, знаеш. Што значи соработка? Соработка значи дека да биде менаџер, да си подпишеме договор. Онда брка, он брка све. Моје име, моје име све. Македонија менаџер се вика, моје име све. Ми се јавува, дали сега сакам се дешава повреда, се јавува што се случило, му кажувам што се случило. Толку, го нема нигде. Дамич куц. И тогаш веќе знаеш само удале, удолница.
Знаеш дека си потрошен материјал. Да. Дали нема веќе те корист, да. струпа малце ментално? Малце. Тоа ме уби. Јас тоа Депресии. викам, значи тој бил најтешкиот период во живот, значи тоа беше страшно нешто. Идев терапија, знам на психијатар бев. Да те вратат иначе немојте. Знаеш, ти мисли све дека имаш. А ти стои Буквално некоја мислиш- желба дека сакаш да се вратиш у фудбал или скроз ти се откажува и Готово, све? Значи не, јас после тоа продолжив да играм. Несвесно бродовите. Продолжив да играм. Требаше да се вратам за 6 месеци. Значи за 6 месеци обично таа повреда е за 6 месеци. Мислам таа повреда скинат лигамент. Таков ти, Мене ми беше добро. бетар. Сега јас 6 месеци бев на Штахис. Да. Ти е бал Многу мајка. посериозно, Да, значи била. да. После 9 месеци почнав полека да трчкарам. Па, ајде, кондиционо. Да, беше баш лошо. Се вратив нели у Металург Нивни град сум. Се вратив таму, продолжив таму со тренинзи. Како што мислите че договорот веќе не ќе да го продолжат, пошто нема мачење, само се мачев. Флексија немам никаква на коленото уште, мислам 70% можам да Да, свикнам немаш ново. петата Ден гласа. денес. Да. И сега после тоа отидов од таму се земав во Ѓорче прва лига, играв, али не беше веќе тоа, знаеш што си можел и како си бил и сега одеднаш На 6%. ручна кочница, да. Ствари ти у Ѓорче ми се јави Да, тогаш беше Ѓорче, се слушнав со Жаре. Па ти чекај бе 2012 11 кога е Лацио? Па Да, не, кога нешто беше? точно Подамна. кога беше Лацио. 12 мислам, знам 11 беше Ливерпул 100%. Да, ти 2014 или 2015 сме си ти. Да, така. Мене После- ми звони телефонот у 8 сабајле. Другар еден наш заеднички му дал број. Ке дојде вика еден фудбалер, да знаеш игра Ѓорче Петров, ово она, од Сабајле, ке те бара, вика да дојде у сала, нека ме бара. Ја 8 ми звони телефонот. Кам која? Кам ало Жаре, да, оде Кире Стефан што ми го дај бе. Викам добро. Абе вика ја пред сала сум, вика мислев. О, Он чул кросфитер, ма си мисля, вика, ти у 7 Савајле, таму железо Да, да да, коваш да. у сала. Викам, чекај бе, малце, застани бе. а ти зашто отиде на кросфит? За рехабилитација кондицион. некоја? Да, гледав. Трениравме тогаш и заедно сите. Као Не, друштво. сакам да знам дали било со надеж на враќање, на форма, беше, на... беше надеж, да, баш си работев тоа. По Ти викам, фудбалерски. идев на кросфит, после тоа си го правев тренинг со клубов, А, тоа така, да се така, вратам, така. да. Али никад не беше И тоа. никад не беше тоа, да. После отидов малце у Германија, тоа аматерски фудбал како беше, знаеш, од Ѓорче, ја викам ќе пробам, ќе отидам таму. Отидов таму, се вратив брзо и почнав со деца. Пред да преминеме на децата, што е исто многу фасцинантна приказна, кажи ми колку тешко ти беше кога требаше да се соочиш и да одлучиш дека ништо јебига фудбал нема биде. Како се носи таа одлука? Не можам ни да Првично, не да, можам знаеш да како сватам. беше моментот кога ми кажа, најтешко ми беше моментот кога ми кажа кога бев на докторов да ме види. Кога ми кажа што е уствари каква е повредата, кој тип на повреда доаѓаш дома, све ти е срушено, све ти е срушено. Не се живее. Не ти се живее. Се затворив у соба, знам дека бев ден-два затворен, ни со никој не ми се правеше муавет. Тоа викам среќа, знаеш, со моите цело време до тебе, буквално тоа зборам јас и баш ми текна и на мајка ми на татко ми сум рекол ќе успеам само заради вас. Пошто реално кога сите веќе ти го свртеа грбот, они само беа тука. Само И твоите. така се врати. Да. Така поигра уште некоја Така сезона. поиграв уште некоја сезона, али тоа е Боже мој, се видов колку е саат, значи ти па трчаш спринт, не можеш ни ти петата не ти удира у грз, буквално знаеш, ти шпринт кога ќе даеш треба да имаш цела флексија на нога. Си даваш. Нема тоа. се Ти клотиш. 101-та нога буквално психички проблеми имав страшни. Значи, Страв, немав да. страв ја од болка дека пак ќе ми се случи тоа, туку имав страв дека периодот јас пак ќе треба да го терам тој 9 месеци да се влечам Ми по не штаки. веруваш на ногата, Не веруваш на ногата. Играчки дојде од десна страна, јас ја Ти дигав пушташ. лева, ја дигав десната нога, бегав. Како што ќе дојде оваа страна да се загрееш, ти ја дигаш лева, десната Бариера нога. беше Бариера психолошка што Колку имаш. сезони истара дур да решиш, окей, До 26 години играв. 25-6 години играв.
значи тоа беше уште 3 години, негде 2-3 години. Ова аматерското во Германија ти беше крај. Аматерското тоа беше 2-3 крај, само што месеца се вратив, беше. да, само И што се врати тука и више си нема договор, не играш нема фудбал. веќе ништо, тоа е тоа, викам крај, идеме на нешто друго. Тоа е тоа. Што е другото, затоа што ми звучи како да те има малце извадено од Тоа, таа да. дупка и ти дава нова светлина некако. Тоа ми извади баш, значи тој момент баш ми извади од дупка. Се вратив, само што се вратив, ми стигна некоја понуда таму. Мислам, јас си барав, ми стигна некоја понуда преку роднини, вака, така, дали сакаш, вика, да бидеш тренер? Сакам. Баш, знаеш, баш ми беше привлечно, сакам да работам со деца, баги. Отидов у школа, влегов у школа, работев 3 години, скоро 3 години, да, скоро 3 години, али толку обседнат јас не сум бил никогаш. Значи, толку обседнат фудбал кога сум играл, не сум бил толку обседнат со со тренинг, со пазење на храна, со било што него кога бев кога од кога почнав тренер да станувам. Јас се случувало, имав ги водев у кисела вода, знам дека у кисела вода водев генерации, се случуваше. Ја тоа викам, кога бев тренер, не тренирав јас или не работев 3-4 сата, туку работев 24 сата. Буквално седам дома, не разговарам со моите, гледам у таван и мислам другиот ден што тренинг, како да се направи тренинг, за кое дете исхрана. На жаре колку пати сум му се дојавувам, сум му досегал исхрана, мерење со ваги идеш на тренинг. За секое дете водев евиденција, ама од најситно од школа како е у школа до тренинг. Кога закаснил, кога дошол на тренинг, кога каснењето му го броев на тренинг. 1000 тепавте све, мислам. Имав 32 утакмици, 32 победи. Да. За кој клуб е ова? Тоа беше фудбалска школа, Кул се викаше. Како Кул, се? ФК Кул се. Кул, да, како да, Кул. фудбалска Да, школа Кул. беше, да, тоа беше фудбалска школа, бев таму. Кои категории се ова деца? Таа беше 2007-2006 генерација ги водев. Да, 2006-2007. Децата колкави се? колку години имале тие 2007? Децата Тогаш беа 10, 11, 12 16, години. 17 Да, тогаш, да. Сега ти викам, тоа беше баш интересен дел заради тоа што знаеш што се случува. Се случува повреда, се случува фудбалов и многу брзо мене некако ми дојде, знаеш, тази искуство од фудбал традиција и од кросфитов да бидам тренер. Значи јас направив војска. Направив војска. Баш направи војска, значи ме разбираа со поглед, штама, мува да прелета се слуша буквално. Излагам утакмица, јас, знаеш, обожавам пошто знам како ми било. Најше што ми фалело пред секоја утакмица мене ми било мотивационен говор. Највеќе што ми фалело да излезеш да ги гризеш буквално. Тоа сум го немал никоја. Значи нашиве тренери, Кажи Лацио што ти кажа пред да потргне, како бил? Да не го јадеме многу. да, не Уживајте. Уживајте, тоа е што е, ме разбираш? Уживајте со Лацио еднаш играте. Тоа еднаш игра, уживајте, тоа е тоа. Кој сака може, замисли да речам јас на децава, кој сака може да си земе дрес од играчите. Значи ти си се предал, уште предал, дојдеш тебе иде за дресот. Буквално иде за дресот, знаеш. Ма зашто ме интересува? Целта била Никад у долација. живот си немал искусено некој да даде мотивационен говор, ама ти доаѓа тебе времето и го знаеш дека тоа треба. И што е болен Баш помалче, тоа, јас од сум Фергусон, кај- тренери. Да, значи јас, знаеш како кога влегов, книги читав, буквално читав книги од тренери, знаеш кога почнав да работам. Психологија на тренери, страшно нешто на Фергусон, психологијата ја читав све буквално, вика за да ако осетат несигурност, вика децава, ако осетат дека ти забораваш или не си посветен доволно нив, готов си, вика. И јас кога ќе влезав знаев од хигиеничарка до директор сите имиња, сите деца у млади категории све знаев на памет, зашто кога ќе дојдеш ти го поздравуваш по име, вика друго е кога ќе влезе некој и кога ќе ги знаеш Значење му сите даваш. буквално, значење им даваш на сите деца, на сите што се у клубот. И се водев према тоа, знаеш. За мотивацијава ти кажувам, значи јас никогаш не сум имал никој да дојде и да ми каже говор, да држи некој 15, 20, пола сат пред утакмица да те измотивира да излезеш да го изгазам противникот кој сака некој. Да. Јас тоа цело време го правев. Значи пред секоја утакмица мораше 45 На деца? Да, мораше 45 минути обавезно да дојдат. Тоа што ти кажував дека гледав кој кога касни 45 минути мораш да ми дојдеш пред утакмица заради тоа што јас го имам спремено говор. За да бидеш на време. 45 минути ти е говор. Да, 45 минути буквално предале. Тоа беше палење на децата, страшно излагаат, буквално све што сме работеле преку недела, газење противници, значи тоа беше знаеш како Германска машина. мене ми кажуваат, знаеш на трибина ми кажуваат, луѓе вика доаѓаат роднини мои, значи да речеме сега
не знам, у клубот што е некоја функција, доаѓа негов роднина за да ја гледа само таа генерација, ме разбирате. Тоа беше стварно фасцинантно онака за гледање. Буквално, значи фудбалот не престануваше се движи па. Ја изгубиш топката, изгубиш тоа, работев многу на пресинг, ја изгубиш топката за најбрзо да се изеде, тоа ми било поентата, 2-3 секунди се зима топка, Да ја пак вратиш. продолжуваш да играш. Како хиени беа. Буквално онака како кучиња ги пужаш од ланец. Толку многу се зближивме што баш направивме стварно онака бум и добра, многу добри генерации. Многу добри генерации. Човек, ти тие деца за цел живот сега ги имаш. Да. Она подесено што се Баш, вика, баш. кој што треба. Баш тоа викам, живеевме како еден, ја тоа им викав, ја не сум ви тренер, јас сум ви другар. Знаеш колку значи кога ќе му го кажеш тоа на детето и кога ќе се спуштиш на негово ниво буквално. Реј тоа што мене ми фалело тоа. Мене ми фалело. Јас доаѓам, се никаков однос немам со тренеров. И тебе, знаеш, у прва екипа те гледа ти како дете, ти земи ово, ни муавет ни. Корадник некој, Знаеш ли колку е лошо муавет некој? Многу е лошо Да стварно. не ти направи некој тренер муавет, да не ти не те трне на страна, посебно да ти каже што мисли, како мисли. Знаеш, окей, не играш, или тоа. Ти После не за знаеш тоа зашто си не играш. несигурен, за тоа грешиш, за тоа е све после ланчен. Секој одвојував за секое дете време, буквално за секое дете време и затоа мислам и дека така беше успешно тоа. А он се слушаше со нив, со родителите. Сега мора да те прашам за говоров, како се спрема 40 минути говор, нешто си наоѓаш и ти Да. приказна, не, тоа мора да е во форма на приказна. Знаеш, ја тоа сакав и да го Баш кажам. илотро. Мене кросфитот колку ми помогна за тоа, да знаеш. Да, Да, многу. за Значи ние бевме говорот. 5-6 момци, 5-6 момци бевме жарете тегно што Тој она период- крвнички трениравме и Јас се вежбавме спремав, они кросфит. со мене Да, и знаеш, си збориш меѓусебно буквално, знаеш како му ти Јачање, јачање, знам, страшно како јачање, салата ти ја мера. Да, мавање ти текно. Тоа многу ми влијаеше за со деца. Многу, баш тој момент од кросфитот им го префрлев многу на нив. И затоа викам, се смеа луѓе во војска, буквално војска влагаш, штама, знаеш, она почит невидена ти после секој одработено, ја не бев сега да речеш Хитлер, ме разбираш, да дојдеш туку, ти у моментот кога го работиме тоа, го завршуваме, после тоа сме најболи другари, буквално со децата сум до ден денес што ти кажам. Лече, го збориш ова и ми вага на Any Given Sunday, Ал Пачино говорот, го знаеш сигурно. Inch by inch. Страшно. 6 inches in front of... Ау, сега ми да го пуштам. Леле. Да, тоа е стварно убав момент. Само зашто е ова во минато време? Што се дешава? Трае некое време па да се прекинува? Да, траеше 2,5 години скоро, 2,5 години. Сега јас искрено многу се трошев. 24 сати се трошев. Тоа викам психички бев многу оптеретен. Ради тоа што сакав се да ми биде под конец. Све да ми биде под конец. Сакам да имам контрола на све. И со тек на време сватив дека многу се давам за нешто што ќе треба понатака да го правам. Ради тоа што јас сакав да си отворам нешто мое понатака. И викам ќе чуваме енергија за понатака. Да, барем да има за што се работи, за што си толку посветен. Да се гине за нешто. Немаше ли? Или ти беше еден? Ја бев у кисела вода како еден, мислам у кисела вода бев што ја водеше цела група, сите групи, али си имав нели нормално дечки што даја, што помага, што сега понатака и они си стана, си имаат и они екипи што си ги водат. Нема нешто асистент коуч, нешто. Нема у Так, тие млади генерации, не. Сегде светот има, има тимови што се под 10 души што работат на генерација и тоа на мала генерација од да речеме 12-13 години деца работат, али ке нас нели. Да, дека тотално различни ствари се кондишонал. Ти мора све да бидеш. Тоа е најголем проблем. Да. Ти овде треба све да бидеш, буквално психолог. Нутриционист, психолог, тренер, Све, кондиционер. Што има кондицијата ни да ти ги им даеш нешто? Да, бе, ете што е, па ти кажи, трчат. исхраната за секое дете истата е Девет буквално. трчаат. Да бе, луда работа. Сегде светот си е тоа, али ти овде мораш да бидеш све. Мораш да бидеш и психолог, мораш да бидеш и тактички да се одвоиш, понашаш, мораш. технички да. Па Нема Сега, како што го почнавме муабетот, фактички ти сега го почнуваш тој твој сон. Сега ја отвараш твојата школа. Првично знаеш каква ситуација беше со овој колегава сега, мислам сега ми е кум, што отвараме школа. Се запознав у болница. Коленото кога го оперирав, он оперира и он коленото, знаеш. Влагаш унатре, се запознаваме со него, после тоа да спојува млади фудбалерчиња, знаеш, повредени, јас ова. Леле. И така како судбината да не спои, знаеш, баш.
Како почна многу да се дружиме. Саше не беше исто Саше. тренер таму? Да, па И он беше во Саше Кул, беше заедно, исто, да. да. И после некој период од болница у Кул, он исто тренер таму. Се Втор наоѓаме, пат се ги спаја здружуваме, судбината. пак не спаја судбина, се здруживме премногу. Кум ми стана. И На еден после- одмор пред 2,5 години и 3, вика дај нешто сакаш ли да направиме, сакам нормално. Она како да почнеме, ни беше цел, главна цел не беше школа да се отвори фудбалска. Како да почнеме? Јас веќе некој период не бев со децава, дај да се вратиме некако, знаеш. Ти Сакаш ли фали. индивидуално, да, сакаш Ти ли фали. индивидуално. Викам, тоа, викам, мислам дека е прав Джейми избор. Велоси, Да, ти јас сум, да, си почнав, си продолжи да си работам у Mobilix, работам си продолжив со у Mobilix, си најдо време Чекај, што е таа? за Мобилара. мобилара за телефони. Аха, да. Да. Со мобилност Со нешто се н- ми издеша спортска мобилност. Не, прекина таму, Прекина, па да. отиде Едо Јас. што го спомна и Ѓоре, Да, собственик, да, доаѓа у собственик, сала, он беше еден од тие што вежбавме кои ретардирани тогаш. Едо е цар, да, и кога Едо отворија у Flat Iron Mobilix малце по до Саглам дуќан со 5-16 вработени тоа. таму влегов. Понудена Кире, сакаш ли занат да ти дам, вика. Окей. Ако немаш овако, сакам и да те почне таму. Али паралелно со оно. Паралелно, да, не умре сонот, паралелно си почнавме индивидуално да работиме дали. Сега сакам, отворивме како први у Македонија, ќе бидеме 2 на 1, баш звучеше неинтересно, знаеш, 2 на 1, двајца тренери према еден играч. Ова е тоа next level. Next Ова е level next level. individual training. Да, Next ова ми го level спомна individual пред да training, да. почнеме и е толку уникатно, а вредно ми звучи. Продолжи си, ама Next level- поубаво објасни за некој што апла појма нема, Да, што next е level, уствари ова. next level и Не е школа, работиме, не е не, клуб. ништо школа, буквално, такмичење, Вие не сте е како такмичење, индивидуални ништо. тренери. Ние сме индивидуални тренери, значи индивидуални тренери се ги тренираме дечкиве што се имаат клубови, значи буквално. Сега како дополнителни часови му доаѓа. Значи дополнителни часови. Имаш клуб, си тренираш у клубот, си играш утакмици у клубот, али Или професионално. Да, професионално, да. значи Ти си- јас имам Од странство фудбалери. од странство Антон. фудбалери, да, на пауза кога си сакаат одржување на формата си доаѓаат кај мене, што играле со мене фудбал. Значи имам другари еден така. куп што играле со мене. Да, А што ги значи, тренирам Тебе моментално. клиенти ти се активни професионални Активни, да. фудбалери. Да. И деца, Од најмало од до младенци, да. најстар. Од Значи 6 од 6 години години до сениори како И мене. што точно се работи? Сериозни Тренизиви ни се технички. Значи да се подобри техника. Моментално, слаб сум лева нога. Сакам да работиме лева нога. Ги правиме тренизите само за неговата лева нога. Буквално саат време сме сконцентрирани како он ја движи ногата, како пасот го дава буквално. Све гледаме, алудираме на лева нога да работиме што ти многу фали, повеќе. уствари, Тоа што не? ти фали. Такви Удар со глава, финеси, да, завршница. Дофилуваат. Шпицови завршница им треба. Шпицови на тренинг, ако ми веруваш кај мене, јас кога сум бил шпиц на тренинг у клуб, ти дали 2 пати ќе шутнеш цела недела. Вика за гол да дадеш на утакмица ти треба 100 шута дневно како шпиц за да дадеш еден гол на утакмица. Значи ти треба да работиш За да без го имаш што им Што ќе ми е мене што ќе ми е жаре, јас да се враќам назад или да дефанзивно да Не, работам. бе. Ја играм шпиц, бе, мајстре, јас треба да дам голови на Тоа ти е работата мојата тебе, работа, да. Се овие не го прават тоа у клубовите, така да ние доаѓаме таму сме и тоа е тоа саат Добиот време бран. работиме без престан завршница. Ти си шпиц завршница, движење завршница, како треба да се отвори, како мораш ти да ја пратиш топката цело време, како нема вртење на грб, како да го искористам просторот да лезам натре. Буквално све е тоа. Приеска што ти кажав, се дешава да им Кондиционо захтевни покажувам- тренизи се тоа, Да, ти па рачунај ти саат време си без престан. Значи двајцата малтретираат саат време. Без престан си Да, да, мора да саат го време, потенцираме нема, да, ова дека не е ова група, ова е не. еден човек, тотална посветеност, вие сте на Од него и двајца. тоа е Од двајцата. да, двајца посветени на еден. Баш на еден, да. Кажи ми, а некад доаѓаат без конкретна идеја што им треба, него поише бара ти да му кажеш што ми фали, Да, да му направиш некој вид диагноза. да. Анализич. Јас ќе го донесам, се дешава, јас ќе го донесам да Е, видиш така. што му фали, да. Го носи детето,
Сега ти нормално еден Имате тренинг, два ќе тестчиња направиш, да. Нешто ќе му еволуација некоја. Си дам најосновните вежби пред да видам што како е слаб, одма се примети. И он много лош, па нема се како си го живеел Па тоа. нормално. Го гледа ко ти што Како можеш. секој жаре се на кросфит буквално. Само како ќе офатам вака Да. текчето, Кога ќе одма влезе, можеш да знаеш како кажеш. викам, кога ќе влезе од врата ти знаеш. Тачно, тачно. Баш така. Ама Цело време битно, си со тоа. значи, ова next level го прави и тоа. Евалуација, диагноза, па после Да, работа. да, тоа ти викам, работиме буквално све, тука сме 24 сата што викам за дечие, кога сакат јавувајте ми се, викам ако сакаш и за муабет јави ми се буквално за све, до толку знаеш многу сме внеси, многу сме обседнати. Он со ги тоа што донесе го во работиме. сала ми се јави, можеш ли да направиш вика нешто како предавање Да, за се. деца кај нас? И јас за 5 фактори таму ги истренирав прв пат. Да? Да. Јако бе. Само ги крстивме без relationships, зашто се колку какави деца осмоделени. Да. Да. Да, немаше. тоа. 4 фактори во твоја контрола како да станеш успешен спортист. Јако. И имаше нели mindset, тренинг, Гледайте си recovery. епизодата. Да, има епизодата. И буквално дое колку сат време беше. Сат, Јас да. се заборавив на табла и цртав. Многу добро предавање беше. Тоа и беа Топ. гледаат, кој си викам добро ли е, нели е добро, не знам. Топ. И така од шаш Тоа никој Кога не дојде го у предал. недела, Ја викам, next ајде. level, зимаме некој next level, значи тоа немаме ни клуб, ни ништо отворено, се трудиш на дечки да им кажеш, знаеш, баш пак тоа викам, тоа што ни мањка, знаеш, што ми фалело мене у кариерава, тоа Тоа гледам го да им го даваш во пренесам, кружок. жаре го имам, еве го жаре, одете, ке кажува за спиење, за јадење, буквално беше врв тоа предавање. Баш на деца на фасцинирани излагаат таму. Не им се случило, ме разбираш, не им се Предобро, случило, не им се човече, случило ништо предобро. такво. малци ќе им ги Имам- отвориш очите, знаеш перспектива, Прејако. друга ќе види како е тоа. Прејако. Викам немаме ми сирите на YouTube до еден вечер, легни да спиеш у 11, викам што правите? Damn right. Таков муавет нема, никој не И им направи. вака те гледа и гледаш одма кој има муата на капата се гледаат меѓу себе, знаеш. А Некој колку е работи, силно бе некој тоа. работи се На привика. таа возраст треба да се запечати тоа да се Исто кој вреже. нас немало кој да не научи, кој да ни каже на нас немало. Скрос. Ле. Имаме Излели, извини. нема како. Толку ми е уникатно, знаеш, ние може дека сме упатени, па ни делува, даде нормално дека Да. треба да има вакво нешто. Ама немало, ти си го направил. Нема. Фудбал има 100 години удржавава, сега прв пат има next level индивидуална работа. Како ти текна да го направиш тоа? Пример некој од странство или како? Има Ја го устранство што заебавам Джейми работа. Велосити Да, стално, тој е познат има на познат што ги Да. тренира, да, има што си работат и професионално, Меси иде на индивидуални тренинзи, Да, бе. работи Меси иде, паузата Роналдо, Меси ја прават си се одржаваат со индивидуални тренинзи. Па да, добро утро тоа. Така мислиш, Меси еден, Меси и Роналдо идат на индивидуално, ме разбираш? И од таму си. Значи Од ти си таму, го не? знаеш тоа као концепт дека го имав постои, тоа у само ти глава, дошла да, го имав у прилика. глава, ние точно знаевме што тренинзи ќе бидат буквално, значи буквално јас спремен бев што тренинзи, имам милиарда видеа гледано од играчи, знаеш, од анализи што прават, што им треба. Знаеш кој е многу голем проблем кај нас? Сега ќе ти кажам пак фудбалски, пошто преска нели ми кажуваше до детали да идем. Се дешава за мене број 1 везен играч е Чави што играл некојаш фудбал. Чави. Добро. И сега гледам, анализи му ги гледам на Чави, пошто ти викам, излудев со баш излудев, и гледам анализите на Чави и кажува колку он пред да дојде топката кај него. Значи, он има, си играат се овие други фудбал, си ја врта топката, он како везен играч треба нели да спроведе од одбрана према напад. Он 200 пати се врти, значи има, пред да му дојде пасот, он до 7-8 пати се врти назад да види што се случува позади него, буквално, знаеш. И сега пред да дојде топката кај него, он знае буквално кој каде играче. А наши играчи за примети, значи пред да дојде топката, нели, дефанзивниот играч трга на него и пред да го даде пасот на Чави, он неколку пати се врти позади да види што се случува позади грб. Буквално. И он има веќе цела перцепција на терен што е кој кај играч. Ќе каже ти Он му може очи на само со грбот, еден уствари. пас, да, знаеш некој каже, види, знаеше кај треба да даде или срекно, која среќа бре. Он знае, иде пас на него и он точно го дава пасот пошто веќе знае каде изфрла у игра 3-4 играчи. Сега, тоа ми беше главно нешто што сакам да го спроведам тука. Се дешава да гледам играчи на пример во македонско првенство или било каде, трга он на топка, но не ја врти главата уопшто, не знае ништо што се случува позади него на терен. Сега ние воведуваме, ставаме таблет позади мене. Или телефони, на сите страни телефони, таблет. И сега играш ти со него. Со дете, ние двајца играме со него, го држиме цело време. Он мора
после секој пас што ќе ми го даде да врти да гледа што се случува, боја. Секоја боја има значење, секоја бројка има значење. Боја екранчињава нешто. боја, тргаш на сигнали. жолто, пасот го даваш на жолто. Кецот што е? Он само што ќе го види кецот кај треба да прими, кај му е кецот уствари е таму, ставам како капија дека треба да влезе ни тоа, таму е слободниот простор, он кој ќе се сврти знае кај е слободен простор. Буквално све околу него обкружено со бои, со бројки, знаеш, со реакции и баш она интересно да дое било кој да гледа таков тренинг, знаеш. Значи, лави вере, овако Стеф Кари, кога го гледам, Да, така со колку бои, со можеме, да, колку ментални можеме. реакции. Колку можеме она, знаеш, прати се моментално што се случува и сакаш да спроведеш све што е што ќе видиш нешто добро од страна. Имате некои онакви, како се вика, coach client non-disclosure, да не смеш да откриеш кој ти дошол? Или што сте Да работели не на се тренинга? знае кој професионален фудбалер дошол, работел екстра, да, нешто. има што не сакаат. Да дојде. Стварно? Има што не сакаат Ја преку тоа. викам, не е вајда рано. Не бе, има па кој се Има што не дојде, сакаат, слушај, знаете што се случува. Не ќам да се дознае дека идам. Да. И Има, тоа а? многу. Или клубовите им бранат, па тие Жар, јас причи. престанав да ги шеруваш. шернувам ради тоа што почна проблем да ми прават од клубовите. Гледаш? Станав Знам, на бе, че. многу- Затоа викам од Станав- клубовите почнав да многу- не јадат почнавме- гомна, не. Да. Почнавме да бодеме многу очи. Значи многу зборам. Почна секој буквално у ФФМ што е вработен или било каде знае за next level и кои деца доаѓа. И сега ти, они од други профили си гледаат буквално, не ме следи, али си гледа буквално од Да, други е прелесно е, лажам ќе. си бил на индивидуално, одма знаат други, еден деца сами ми се жалат. Викам, ништо нема објавување, тоа е тоа. Проблем. Кај Проблем. деца е проблем што мисли дека Проблем, утре ти ќе да, отвориш школа и ќе му ги врбуваш Да, децата. да. Што е отвараат школа, ама не се такви они да ги врбуваат. И слушај, јас отворив, ај дојди ти кај мене такви педерски работи, него Кири и Саше се такви. Отвараме, тоа е тоа и ќе видиме здравје, сами ќе се пријавуваат децата, нема да биде тоа. Затоа викам нема потреба, ама Да. Босте ти деца, мене ова ми звучи премногу атрактивно и за највисоки Меси, Абе, сваќаш Утре утре. ти пример Рики што ми вика у Загреб. Загреб исто вика, што правиш у Загреб беше кај жена му вика, Кирков ќе правам тренинг, вика со едно бате тука. Ме одра вика 15 евра ни пола од на Кире тренингот не беше, разбираш? Да. Сакам ти кажам у Загреб. Next Аха. level некој што има Загреб, Хрватска е трето место на светско првенство, второ беше на светско првенство. Да. Вика ме одра 15 евра ни пола од Кирка не едеме. Кире си е Кире, разбираш? Да, многу сме тоа да Next викам, level си они. пратиме многу све што се Пристапот. дешава. Знаеш, треба да сакаш тоа да го работиш. Пратиме све што се случува моментално, што е ини. Тоа е тоа. Какво име и да имаш? Колку и да си, кој да си бил некој име у фудбалов? Ако ти немаш желба или ако не пратиш Чакаш. трендот моментално што се случува, тоа е тоа за Мора да работиш на себе, Без бе, престан. човече, Тренери мора не се најпознати фудбалери Ами, што биле јас завршам со напредок работа. нема крај. never ending. Мој Тебе да ти е работа тоа. Ти си сега професионален фудбалер. Да. Па тоа треба работам ја бе, нема не прашувам го одма, ја ќе ги барам. Тоа ми е несватливо да не работат вакви работи. Да, јас за тоа прашав, не знам што ми фали бе, дојди видиме. Ти снимај, прави, не знам како може да знам ја дали Поправиме. 1 милиметар левиов кук ми отвара понеде, Да, ти да. дојди фикс. Од Да. јас сакам да сум најдобро што може. Да. Правите некои такви, како се прави промо, некоја нешто странска клиентела, некои high-end такви фудбалери, или да идете вие по повик или нешто тако. Појма немам се, може лупам, ама. Ни пишуваат луѓе се што си живеат на страна, што си тренираат, наши да, или не странски. Странци, Ни пишуваат дали правиме пошто има едни дечки што работат исто така, али они си прават кампови. Од Австралија се, си јас. прави камп. И сега си трга, на пример, идам, не знам, у Нов Зеланд, идам у, не знам, карикирам се Мелбурн, некој Сиднеј, да, си идеш, си го правиш кампот, моментално си се пријавуваат деца што сакаат да бидат, си идеш таму с хотели, свашта си плаќаш, си идеш си правиш 10 дена да видиш што како. тренинг камп. Тоа е тоа. Мислиш Да. дека може Да, некош зашто да такво не? нешто да правите? Да. Имав едно детенце што го тренирав у таа генерација што ти кажав, тие генерации што мелевме све. Отиде на Малта отиде.
таму најдобар стрелец, го земаат, тука никогаш нема да го земат, нели нормално да си останеше тука, таму го земаат за репрезентација наша. Татко ми се јавува, ми кажува овака и вака, многу сум среќен. Имам една понуда за тебе, сакаат. Значи збориме, тоа се случува пред 2-3 месеци. Сега. Колку време поминало од кога ги тренирав деца. Сакам да ти кажам, печатокот кој е да го оставиш према децата, ќе те памтат за цел живот и родители. Ми се јавува дали сакаш, вика, Малта се отвара, ќе отвараме, бркаме неколку тренери, сакаме со млади кадари, со едуцирани, да почнеме да работиме со млади категории, да развиваме добро школата, викам. Во Малта. Окей, во Малта, да. Ти да идеш таму. Да, ми треба уште еден дечко, со тебе плюс да доја, викам Саша, нормално, партнерот. Се околу услови некој таму што не се договоривме. А за тоа не отидовте историја? Да. Не Жаре, јас отидов. отварам сега тука нешто ново и сакам бум да направам. Па за тоа ме зачуди. Не ми се исплати да Не, мислам за за тоа ништо, све. Да, не, јас сега веќе сум стигнал на некој ниво, стигнавме кај што Што и веруваш дека буквално, можеш? Јас знаеш што викам, не да верувам, жаре, јас сум сигурен дека ќе Да, успеам. па тоа е Јас вербата. сум сигурен дека ќе успеам. Како изгледа кога кажеш сигурен сум дека ќе успееш, што ќе успееш, што ќе се случи? Процесот? Не бе, Не, дека очигледно има визија, Да. некоја преубава, прејака и не знам, Како што кажам, На нели слика, поентата од кога завршив со фудбал беше школа да отворам. Сега нели тоа се случува. Моментално се случува. Јас ги гледам реакциите на сите што ќе дојдат или што сум ги тренирал. Значи он еднаш, јас знаеш што им викам, само дојди ти на терен и толку, веќе никогаш не идат. Значи јас од тие, пак ги кажа преска, моментално next level број околу 170 индивидуалци што нема у школи во Македонија толку. Значи у школа, У пет генерации. у 5 генерации нема 170 индивидуално. Значи секој тренер си има да речеме, знаеш 2-3 деца што ќе дојдат индивидуално 170 бројка. Кај што таа 170 бројка константно доаѓа на тренинзи. Константно доаѓа на тренинзи. Значи Да бе, не биле еднаш. не биле ти го еднаш броиш. кај ај чао толку веќе не доаѓам, не ми се свига. Не, ти викам само треба да доеш и се после тие сите коментари што ги добивам и све, јас знам дека Ами тоа е Тоа многу е голема тоа. маса на Многу народ што голема, пушта да, на да. друга маса и те Да, мрежа да, што се да, шири да, со крај тоа. до Да, Земно баш, луѓе, баш. ти имаат по 10 два клуба се родитела. тоа, бе, човек. Да. 10 клуба. И Знам. визијата е за Лига шампиони. за визијата е твоето школа, за твојот клуб. почнуваме, да, почнуваме. Сега од април ми се уписите ФК Водно Скопје. Уписите ни се во април. Па ќе видиме како ќе тераме, почнавме викам све сега со реквизити, со штампање на ствари, само треба да се трне, ќе имаме некој open day веројатно и ќе видиме како ќе функционира. Визијата Ќе у видиме. ствари сега јако што сваќам сето твое знаење од профудбал, од next level, од работа со деца да си го насочиш во еден Да, клуб, така. тој си е Цела енергија што имам, затоа и ти кажав и преска, сега да се трнам се за да зачувам све што имам, оно останато у мене, за да можам све да им го да го пренесам на деца, да направам ништо што баш тоа викаме да направиме нешто што никогаш до сега не се случило во Македонија. Зборам сега да не летам у ваздух кузен што, него буквално тоа што ми манкало мене у кариера и тоа што јас не мислам дека не сум бил доволно толку успешен ради тие причини, сега сите да им све да им овозможам на деца. Ја му кажав и кога ме кажа, ајде да изградиме иднилата на македонскиот фудбал. Да. така звучи ова, човече. За 10 години од сега 10 годишни деца ќе имаат 20. Да. Мене ми е да биде најправилна работа на свет до тие генерации кои што се видам. Тука кога ќе дојдеш да знаеш дека тоа е правилна работа, дека ти се посветуваат 200% луѓе, после си ја бараш среќата. Поради тоа што до сега у моментов ја не можам повеќе како на Ама старт тоа да ти што и во приуштам. нивна контрола ти го Нормално, овозможуваш. да, Тоа тоа е што е, сосема да, коректно, не да, може човек да. да бара ништо повеќе од животот. Јас сум само за тоа, дојден за правилен развој на тие години, после тоа Кај ќе ти е среќата да си жив со и тек на здрав. време веројатно ќе стигнам. Верувам дека ќе Сигурно. стигнам, да, Тоа е ќе што патот ќе на останат процесот. ќе мене деца. Али сега за сега тој ни е планот. Утре Да биде сите пролигашка сигурни дека екипа ќе бидеме правилно ќе се работи, буквално правилно и после тоа дека ќе им биде слободен патот кај сака да се одат без никакви обструкции. Преако, човече. Види, имаш Мене среќа и ми се имаш... затренира фудбал. Да. Ти твоето ќе го направиш, сега кај ќе го однесеш среќата? Да. 40 годишњаци примат. Може слободно. Ветерани, да. А кросфит маш уште?
кросфит, Сега нема време слава, за послава, лек. пошто немам време, идам на работа 8 до сум, 8. да, у 8 сум на тренинзи индивидуално, после идам од 12 сум у Mobilex до 8, Ого. Од 8 до 8? Крт. после да. Ого, и па после трениче се за тера. тебе нешто. Плюс влеговме у нова, у школа, ја и Саша заедно. Да, правиме тоа, знаеш како си имаат оние како слободни активности, мислам си бираат спорт. Тенис, После школа, кошарка. знаеш, Аха. после школа си бираат По еден активности, сат, така? тенис, фудбал, кошарка, што сакаш. Понеделник и петок по 1 сат излагам од Mobilex, значи негде кај 3 сат, у 3 сат сум таму, 3,5 сум таму, не е битно, сат време го правиме. Тренингчево, да. Таму у нова. Да, си бираат они, ти викам поише. Мислам, пак ние се вложуваме, меѓутоа такви се децата, нели, поише сакаат на забава таму да се. Да, не е за сериозно да, не, да се сега испати. не се они баш она профи фудбалери и еднината ми е фудбалер да бидам. Туку нели си имаат слободни активности, си правиме таму 1 сат Да, тренинг, си одбрале фудбал. си одбрале Тоа. тренинг, тоа е тоа, си се враќам пак на работа. И тоа е тоа. Цел ден. Не, за Сабота, тебе недела, мислев нешто, кога тренинг ќе ти да си направиш нешто да одржаш форма. Почнав да ти кажам, Ќе биде, почнав, да. знаеш што правев? Почнав да идам у теретана негде у 7 сат и ќе направам некој тренингче, па после ќе отидам со деца, па на работа, школа, она доаѓаш дома, немаш време за ништо, Со жената буквално, немаш со време. жена ми, да. Преш. Седиме, баш немаме, знаеш, доаѓаш и заспива само, тоа е катастрофа. Така да. Белки нешто Сега ќе да се- биде доволно за да не мора 3 работи да работиш. Бе. Тоа, знаеш, некад најми е криво нашево време, кој ќе се посвети некој толку многу, ама па мора уште екстра работа да работи, затоа што не ја бива, нешто треба леп да јадеш. Така. Ќе биде. Парта, ама ај, кој ако не вие? Млад на нас младите. Така е, реално. Леле, јако човече. Чекај, мене ми се припи вода. Да. Сува уста. Гризни си го јазикот, така викало и Валентин Никола. Што имаме Тоа е, нешто ќе видиме. друго да покриеме? А? Па немаме ФК водно, next level. Обично, знаеш, у класичен стил, као порака до гледачите, ама тебе некако целиот сад Све е беше, пораки. цело Да, беше цело порака, беше порака, да. ама јас сум водушевен, браво. Чудно што дури и не сум знаел, ама тоа јас сум се крив, што сега, па не можеш Добро, да, 200 не можеш спорта да пратиш. Така, човече. на сите страни не можеш и да. Ама многу ме радува што вакви, што сика cutting edge, најнови методи и некој толку да е обземен, што бар има некој таков. И Тоа викам, вајле ќе се исплати се овој труд. И тоа баш нема труд, вајле, да. ти убаво Да, кажа, да, ја да. верувам. Да. Јас сега Баш, верувам да. у тебе. Дај му Така, 10 години, така, чекам така. многу ти Да, рано. да, брате. да. Ние 10 тука години. веруваме. Да, затоа си тука. Ја одма ти реков, чим има, одма доаѓаш. Си спромовираш да си кажеш да овој мора да дознае народ. Мора. Нема друго. Нема каде на друго место. Нема Не, бегање, жена. нема бегање. Вие сте дошле до Лацио за 10 години да има некој наш клуб што Што ќе ги победи Дај, Лацио. Боже. што ќе Боже, победи Боже. и Лацио и да влезе таму да Тоа му гледаме. викам Лига шампиони. Нема граници, Таму. тоа викам, нема граници. Прва лига шампиони, Лига шампиони. Why not? Ја тоа нонстоп Буџети, кажувам, спонзори. ние сме, ја длабоко верувам дека ние сме сега генерација што ќе дочекаме да видиме светски прваци од неколку спортови од Македонија. Дај Боже. Во нашиот лайфтайм. Не утре, Да, да. ама За во 20. нашиот живот, 10, 20, 30, колку и да е, ќе дочекаме да видиме. Бе, пола од работата од нив, другиве спортови, тренери да се ангажираат, ќе има, ама верувам дека има. Да не ги ругаме, да не знаеме. Да. Да, бе, да. Знам тениски тренери што си работат феноменално, кошаркарски тренери што го прават истото, што се моја генерација и јеби га луѓе барем 10 години плюс треба за да тргне возот, тоа е. Така. Ќе се стрпиме, нема кај да Млади бегаме. сме, Има бе, тоа тикам викам. се осеќа Али у енергијата управо дека И ја ќе мислам доживееме така. да Јас мислам видиме така, да. светски Јас праци, мислам така. европски во такви во Имам- повеќе спортови. Имам млади колективен. дечки, ја тоа викам, млади дечки има што доста работат. Да.
дека доста е веќе од оние, Крвнички работи. доста е веќе од оние тренери што се носат од Трчање, Југославија да. и сега веќе 90 години напуни уште работи со млади категории. Не можеш бе човек веќе. Готово ти не можеш да го пренесеш. 30, 50, Млади има 70 што јадат од живи бандера до луѓе. бе. бандера. Така, убаво кажи, има маже јадат Живи луѓе и работат на прав начин и сега нема више изговор за немам едукација. Јоре што викаше прошлата епизода? Едвај чека вика филм да излезе со Брусли. Да. Да го земам, да го гледам 5 пати. И то кино. Карти вика немам. Да. 5 пати вика иде во кино да го гледам и после идев и што си запамтил и ги вежбам ударите. И еднаш месечно 8 сати. одел до Загреб за да учи од некој си Хрват што бил нешто курац со кунг фу јеби га тоа. Да. Да. И нема друг. Сеа што е изговорот? Нема. Ме мрзи? Нема. Нема. Цел свет 500.000 видеа имаш гледано од Фергусон, Мергусон, 1000 ти имам пратено. Страшно, Снимки, страшно. материјали, Даре, кога да се станам тука. са бајлечки се будам, са бајле жаре пратил видеа, знаеш, ама топ. И тоа им викам само Нема ти два можеш месеца да се добро чуеме, ми само пратиш, ќе да. пуштам Само видео, папке ми толку пусти ништо видео. друго. А мислиш некој што Да, си го да. начекал, ја мислев нешто тренизи од тебе. Не бе од мене, Нешто мотивационо. Мотивациони да, баш, да, он да, тоа да. викам. Кој друг е ми на грайндот? Гогин стайл. Жаре Кој ми ше са бајле буден, само која Да, будала. само кога ги отвориш онлайн жаре, го гледаш и јас, тоа е. Кире, фала ти многу ме радува, стварно ти кажам, кога слушам вакви приказни, кога осеќам оваа убава енергија, ти кажав и пак ти кажам, и ја верувам. Фала многу, фала. Сега и ја тебе ти верувам и кој што рековме, стварно ја мислам дека убави големи нешта не чекаат иднината. Фала дај Боже. Па дека се видиме велја пак за некое време. Ќе најавуваш биде- нешто да, појако, да најавиме и нешто поише. многу појако и многу поголемо. Да ти стане рутина платформа да се користиш за За најава на големи нешто. Фала ти Ептен, фала на тебе Жаре, гостиве ти се кој значи како мене нешто ми е убаво кога си запознавам и Да. богати личности. Фала ви на двајцата, фала ви на вас дечки. Ова беше уште една епизода на Бајкерот и Кросфитерот. Поздрав до наредна недела. Се гледаме. Чао, чао. Поздрав.